Многу се причините и од различна природа кои доведуваат до проблем со правилниот говор кај децата. Говорната патологија во вербалната комуникација, проблеми со граматизмот, со користењето сврзници и предлози, со сите овие проблеми работи Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас. Го насочуваат вниманието на децата, ги следат когнитивните способности, вршат рехабилитација и на пелтечењето како исправување со билингвалност, но важен сегмент за успешна рехабилитација е соработката со родителите. Родителот пред се треба да го прави тоа ненаметливо, значи секако ние им даваме насоки. Децата се многу осетливи, значи во самиот момент кога ќе осети дека родителот сака да вежба со него, многу често го добиваат одговорот па јас вежбам например со логопедот со кој си работи. Меѓутоа ние даваме насоки како тие пополека, значи да ја започнат работата или вежбањето без нас, значи во домашни услови, и досега значи не сме имале проблем да не може некој од родителите да го спроведи она што ние го вежбаме на самиот час. Раната детекција на одредени проблеми е неопходна за резултатите да се поголеми, децата побрзо да го надминат проблемот и полесно да се вклучат во општественото живење. Специјалистички упат од матичен лекар до логопед значи почеток на рехабилитација која зависи од самото дете, од степенот и карактерот на самата дијагноза.